На граничните премини од земјава кон Косово не сообраќаат камиони кои превезуваат српска стока. Косовската влада донесе забрана за транзит на низината територија откако тензиите на северот од Косово постојано растат, а последно во низата беше апсењето на тројца косовски полициски службеници од страна на српската полиција. За тоа каква е состојбата на еден од граничните премини кон Косово утринава во овие вести Линковски ја вклучуваме колешката Ирена Чачкова. Ирена, реакциите се дека ниту една членка на ЦЕФТА не смее да носи одлука која стапува на сила веднаш без да даде простор до нејзино спроведување. Каква е состојбата на преминот Блаце денеска утринава, има ли сообраќајна гужва? Да, по вчерашната одлука на Косово да се забрани влез на нивната територија на српска стока, од утринава нема ниту еден камион од Србија на овој граничен премин, ниту за влез, ниту за излез. Меѓутоа, според информациите од надлежните, откако била спроведена оваа одлука од 19 часот вчера, до сега вратени биле само 3 камиони, српски камиони со српски регистарски таблички. Како што можевме да забележиме, два од овие камиони се уште се овде на терминалот на граничниот премин Блаце, меѓутоа пак надлежните во земјава велат дека најчесто превозниците ги заобиколуваат овие гранични премини затоа што веќе се известени сите за одлуката која што ја донесе Косово во текот на вчерашниот ден. Предлагам во продолжение да ја чуем изјавата на координаторот на граничното управување. По добиената одлука званично на Здружениот контакт центар кој се наоѓа на меѓузоната помеѓу нашиот и нивниот граничен премин на Блаце, бевме известени дека одлука на владата која е донесена во врска со тоа, МВР се организираше со цел да не дојде до застој поради ваквата одлука, превентивно пред самиот граничен премин на поголема далечина. Таквите камиони кои беа фатени со одлуката со српски регистарски таблички, како и камиони кои превозуваат српска роба, во координација со царина да ги известиме. Тоа е се она што може нашата држава да го превземе во ваква ситуација. По известувањето на 3 камиони кои беа со српски регистарски таблички, истите беа доброволно се вратија назад, сигурно од земјата од каде се упатени. Во денешниот ден до сега немаме ни еден случај на пристигнување на ваков камион. Ние сме подготвени повторно да ги информираме луѓето, пошто веќе јавно е публикувана оваа одлука на косовската влада, така да тоа е причината зашто во денешниот ден. Вчера не знаеа луѓето, затоа и пристигнаа. Секоја одлука која ќе се донесе би требало да има вакацио легис, период на запознавање, ден, 2, 3, колку е потребно, за да не би доаѓало до материјални трошоци на тие кои би сакале да ја поминат нивната територија. Тоа беше за Блаце. А на другиот премин? На другиот ниту вчера, ниту денеска немаше ни едно возило. Да, како што можевме да чуеме, значи транспортерите се веќе известени за оваа одлука на Косово. Од утринава нема пропуштени возила со српски регистарски таблички, а во текот на вчерашниот ден, односно од кога стапи на сила оваа одлука, вратени се само 3 камиони од Србија, кои што, како што веќе напоменав, 2 можеме да забележиме дека веќе се уште има овдека на терминалот на граничниот премин Блаце. Меѓутоа, според информациите во медиумите во регионот, одлуката важи да за превоз на српска стока од страна на српски превозници, меѓутоа се споменуваат и забрана за влез на транспортери кои што се од други држави, а кои што внесуваат на Косово стока која што се потекло од Србија. Меѓутоа, македонските превозници засега зателно потврдија дека се уште нема добиено таква информација, ниту пак го потврдуваат ова дека е така, дека и тие доколку би превезувале српска стока на Косово, дека и тие би требало да бидат вратени, така да почекаме да видиме каква ќе биде целосната одлука и дали и превозниците од другите држави ќе бидат офатени со оваа одлука, доколку би превезувале на Косово стока од Србија. Инаку Советот за безбедност на Косово во моментов одлучува по однос на предлозите кои што се дадени, а тоа е да се забрани влез на транспортери од Централна Србија во Косово доколку тие се ја бија загрозиле безбедноста. Овие одлуки се уште се на Советот за безбедност. Меѓутоа, одлуката за забрана за влез на српска стока на територија на Косово доаѓа откако Србија уапси тројца полицајци од Косово, за кои што од Косово тврда дека биле киднапирани, додека пак од Србија тврдат дека тие биле на територија на Србија, односно на 2 километри од границата. Александар, тоа би било се за сега, секако целосниот извештај околу оваа одлука на Косово и колку тоа ја за сега Македонија во следното издание на вестите. Ирена, ти благодарам за извештајот во ова вклучување во вестиве.